Овозможено од Меркур Македонија. Само нека прозвучи нешто конкретно. Добре ми дојдовте во нешто конкретно. Денешната тема е жена, мајка, кралица. Реченица која многу често се користи за да се каже дека една жена ја бива и како мајка, и како сопруга, и како кариеристка. А прашањето е, дали доколку жената се остварила само како сопруга и како мајка, а нема кариера, автоматски не може да биде кралица, или пак ако жената има само кариера и се намалува вредноста затоа што не се остварила како мајка и како сопруга. Создава ли оваа флоскула неоправдани очекувања од жената? Па во трката да оствари се, таа станува преморена, ја губи сопствената суштина и на крајот останува и незадоволна и осудена од околината. Тоа денеска ќе го дискутирам со моите гостинки. Таа е директорка за комуникации во една од најголемите маркетинг агенции кај нас. Новинарка и жестока екоактивистка во иницијативата за чист воздух О2. Ели Пешева, наставничка по оделинска настава, магистер за односи со јавност, една од најубавите манекенки кај нас, мајка на 16 годишен син, Маја Глигоровска. Таа е водителка и инфлуенсерка, девојка која на никого не му останува должна со коментар и реплика. Во последно време со својата љубовна врска работи на добрососедските односи меѓу Македонија и Грција. Јелена Спенџарска. Таа ја има титулата на љубава насмевка на Југославија од 72-та, носителка на титулата Мавровска убавица и прва придружничка на Мис Југославија, пејачка и водителка, а денес гордо ја носи титулата на баба на 5 внучиња и жена која гордо ги носи своите години, Вики Среброва. Задоволни од најавите? Презадоволни. Ако има приговори, можеме да коригираме. Да знаете. Па добре ми дојдовте. Добро. Жени, мајки, кралици. Ќе ја издискутираме оваа реченица, а на почеток, Маја, да прашам, кај тебе на родителска доаѓаат повеќе татковци или мајки? Секогаш истото прашање. Секојдневно. Повеќе мајки. Добро. Јелена? Ајде да те прашам сега тебе, во однос на односите кои што ги одржуваме добро соседски. Да, детето што ќе се роди, беровчанче или солунчанче? Да ти кажам, не сме размислували уште на таа тема, но ќе го најдеме негде на средина, не знам како ќе биде ова. Гевгелија ќе го оставиме. Гевгелија средина е, точно. Гевгелија сигурно ќе биде. Не, се шегувам, не знам, ќе видиме, има време, ама да, работиме, убаво кажа, на добрососедските односи. Одлично. А ја мислев работиме на таа тема на беровчанчето во златна средина. Добро. Вики тука може да помогне затоа што генијално зборува грчки, не знаев. Да. Не знаев. Ако треба преведуваш, слободно Вики. Да. Секој одење за Грција, Вики ќе ја земам со мене за да преведувам. А не, па можеш и за кума да ме земеш на пut. Зашто да не? Зашто да не? Готово, договорено. Ајде да здравиме за тоа. Ајде, јас сум вода. Ајде, живели на здравје, кума. Вики, дај на грчки, како иде на грчки наздравувањето? Елас ти ни јамас. Ке назисите оли, ке назуме, ке мис. Наздравје. Пара поли. Све сме средиле. Све сме кажали, така е. Вики, ајде да те слушнам тебе, кога е подобро, кога сама ќе си ставиш круна на главата или кога ќе те круниса некој друг, кога ќе ти даде признание? Па вака, јас мислам дека сум веќе крунисана откако се омажив и откако почнав да ги раѓам се поред секој лете дете. И веќе станав кралица, мајка, а после покасно, нели, кога порасна, си станав и кралица баба и јас сум сега пресрекна и пребогата. Одлично. Ели, тебе ќе ти го поставам прашањето затоа што имаше една јавна комуникација, не беше баш така, беше така жестока, меѓутоа ти остана достоинствена и воопшто не примени ниту еден ни негативен, нити некаков дрзок збор. Објасни ни ја ситуацијата. Знаеш за која зборувам? Да? Немам појма. Немаш појма? Добро, кога беше нападната во однос нели на иницијативата на О2 и ти беше речено буквално дека лупаш. Дали, мислам, остана достоинствена и комплетно, значи, на нивото на функцијата. Значи, па не е дека тоа
се случило еднаш, тоа било еднаш, било во јавност и тогаш јавност изреагира многу бурно. И јас во суштина сум човек кој што си ги мери зборовите и се контролира, не повишувам тон, не се карам, ама затворам врата. Мислам ја заклучувам, ја Така, тоа е. да, Тоа е најдобар барикадирам, нели? да. Инаку баш во таа ситуација токму поради притисокот кој што мислам дека на секој паметен човек не треба да му се објаснува кога ќе лупне во јавност, едноставно јавноста ќе му го удри шамарот и таа ситуација заврши со пријателско кафе пиење. Одлично. Сега, кога кажав кои ќе ми бидат гости, нели? Обично ми викаат дека кај на нив им е лесно да бидат и дотерани, и средени, па ништо не работат по дома, па не знаат да готват. Јас сега сакам да демантираме, да слушнам што готвите по дома. Па по дома си готвиме, те гледам тебе, наутро ќе станам, ќе видам што тебе денес те. На менито и На менито викам морам исто јас како снеша. Сама средуваш по дома, сама се грижиш за хигиена на дома? Јас живеам со моите родители, сум среќно разведена. Да, тоа е добро. Па добро, да. Разумни луѓе сме, нели? И благодарение на мојата мајка, значи двете ги завршуваме обврските што се по дома, затоа што мајка ми е во пензија и сакала некела се мутка низ домот. Така, одлично, имаш помош. Како е таму, значи? Јас не сакам да се фалам, но мислам дека оние што ме познаваат знаат дека сум во се одлична. Така, значи и во кујната, и во чистењето, Па еве и во Ленчето знае чувањето. дека сум, например, Ами за кумата се најдобро ден? така и јас готвам многу добро. И сум позната по тоа, домакинка, нормално. Како што реков мајка, сум ги воспитала моите деца прекрасно, паметни, културни, кариеристи, да кажеме, и супер се во се. И како мајки, снајките мои, како татковци синовите мои и како мајка керка ми моја. Одлично. Елена, ајде испофали се сега Леле, тука. Снеша, нема многу што да се фалам. Јас не сум некоја си домакинка, да средувам по дома, сега од кога почнав сама да живеам, некако сакам дома да ми биде убаво и буквално по цело време сум со тоа. Прашина си бришам, си средувам. Сите викаат така и на почетокот, знаеш, дома кога ти е се ново и сакаш све да ти свети, после веќе ќе биде друга приказна. А во однос на готвењето, јас не сум лик што сака нешто да готви традиционални работи. Јас сум повеќе не знам, Инстаграм или интернет девојка која што ги гледа оние брзи рецепти, знаеш, за една минута кога ќе скуваш се нешто, ќе ставиш во блендерот и кога ќе излезе некоја магија, јас тоа сакам да го направам. Буквално не знам да сготвам ништо традиционално, ама од оние модерните рецепти, значи да направам некој хелти барче. Па до грчките уште не сме стигнали. Грчка салата, ако знаеш да правиш, све е добро. Има Така се почне. бурата, значи кога ќе направам бурата, ќе те викам тоа го јадев таму во Грција и некако ми остави посебен впечаток и сега само тоа правам. Значи буквално новите рецепти ги знам, но по старото не знам ништо. Добро, ако нови генерации. Така Или е. како е кај тебе дома, Па кој јас средува мислам по дома? дека кујната не дефинира и се обидувам да ја избегнувам колку што можам повеќе, да бидам искрена. Не само што не го мразам да готвам, значи не ме исполнувам, е губење на време, не го правам тоа со љубов и сметам дека готвењето треба да е како и секоја друга работа по дома, исполнето со баш со љубов, со страст, тоа што го правиш да ти биде задоволство да го правиш. Значи јас не многу ретко, скоро никогаш не готвам, значи ама сум цар за правење сладки. Да речеме десертите се мојот сектор, а сопругот преферира повеќе да готви, јас кречам од кога он ќе заврши со готвење, пошто знаете мажи како готват. Заедно се надополнувате. Таман се испрскано. Во суштина, не знам, една од мотата не знам, од кога сум била девојка ми било дека не е срамота да не знаеш да сготвиш, срамота да не знаеш од каде да нарачаш. Сега е толку тоа лесно и некако... Дали е тоа слоган на некој клиент баш? Не сум го дала се уште, ми е жал да го отставам. Во суштина преферирам времето да го поминам со нешто друго по дома, дали со децата сега ми се повозрасни и некако, не знам, муабетот и дружбата со нив ми е, времето поминато со нив ми е поважно од тоа да имам совршен ручек или Так.
Во однос на средувањето, средуваат затоа сум оседи, не децата, не. Меѓутоа порано бев многу повеќе леле се да ми е совршено. А сега има едно златно правило, затвораш вратата и така. Точно него гледаш. Тоа со затварањето врата некако во секој пол. Затвораш врата. Бидејќи ќе станува грчка сна, треба да знае дека гркињите се многу добри домакинки во се. Да. Па добро, Затоа не мора да се Една е Ја мислам Значи, од дека искуство го зборувам, во Грчка, кога ќе отидеш, што викат, дека и тие не ставаат тепеси, обично се овака како што е плочки, знаете, и викат да лижеш од чистота. Не мора. Точно, да, гркињите, јас поаѓам од себе си, оние гркинки, домакинки со кои сум се дружела, бидејќи јас живеев 3 години во Вики, ама чекај сега, може зетот ќе дојде во Македонија. Зетот ќе дојде на тепис. Ама мора да се прилагодува. Може он ќе дојде, па тука да се прилагодува и таму да се не мора да Не, нека се прилагоди тука, ние на тоа, кој што го зборуваш, дека кај нас мажите чистат и готват. Тука е зетот. Треба да го прашаме. Не, за чисти морам да го пофалам. Браво. Повеќе и од мене. Браво. За готвење уште не се докажал и покажал, ама за чистење, значи немам збор. Ја мислам дека не, во дека е ред така. ништо не разбира, знаете. Личи да таков. Подобро да не разбира. Фенете оти се тетјос. Добро. Ферма. Ајде сега да прашам. Имав јас еден гостин во емисија кој што рече дека жените генерално се дотеруваат за другите жени, а не заради мажите. Држи ли вода ова? Мислам дека ние се дотеруваме за да се сликаме повеќе. Така, на Инстаграм. Ја мислам дека ние се дотеруваме сами за себе и треба тоа да го правиме сами за себе, а не за другите, затоа што сам на себе кога ќе се погледнеш и ќе си задоволен од тоа што го гледаш, тогаш сите така ќе те доживуваат. И така зрачиш, да. Мојата йога инструкторка викаше Сабајле, кога ќе си станеш, ќе си се погледнеш, ама кога си потечена од спиење, бушава, се си се погледнеш на огледало, ќе си речеш бре, како добро изгледам денес. И просто да, значи во најлошото издание кога си, се гледаш и си даваш комплимент себе си. И тоа веројатно во некој дел од мозокот си фаќа некој коренче и Па Снежете, Јас, ти од Сабајле стануваш и прво си на лајф, така да од 7 наутро ја те гледам на лајф. ама некој ставаш телефонот на face recognition. Јас Снеже на огледалото си имам ставено порака I'm queen, кога сме веќе кај кралица. Значи јас сум прекрасна, преубава, ама јас сум и кралица. И со таа порака јас си го почнувам секој утро да се надоврзам на йога инструктор. Да се надоврзам. Делува. Мислам дека од кога си со твојот дечко го применуваш малку повеќе. Види, така ја мака приметувам. Да, дали е точно, некако... Емисијата за дечкото, стварно. Јас да кажам за себе дека е тоа кај мене професионална деформација. Затоа што ја секогаш Маја беше манекенка и јас бев од 72 година манекенка. Значи, секогаш требало да бидеме спастрени, секогаш да бидеме, кога ќе излеземе да бидеме убави, затоа што веќе сме ние јавни личности, јавни фаци, посебно, еве сега до ден денеска јас. И да се пофалам дека јас сум моден креатор за крзно, затоа што јас... Знам, кумо моја. Сум мајстор за шубари, за бунди, за... Еве, јас не сум го За све. Знаеме што ќе биде свадбениот подарок. Океј, сега имаме прашања кои што не смеат да се поставуваат на жени, барем така викаат. Добро. Да видам вие дали сте од тие жени кои што генерално не сакате да ви бидат поставени или не сакате да ги одговорите. Значи, кој од ова ни подразно не би Па требало не ги да се поставувај постави? тогаш. Јас нема да ви ги поставам, ама вие кое мислите дека онака никако не смее да се постави? Значи вака. Викаат дека нели жена за години не се прашува, не се прашува за килограми, не се прашува колку плата зема, не се прашува кога ќе роди и кога ќе се омажи и не се прашува дали има ставена хиалурон или ботокс. Кој од овие вие мислите дека ни подразно не смее да и се постави на жена? И зошто? Едно треба да избереме. Едно? Ели? Зашто едно сите? Не, јас би отишла со тоа кога ќе се мажиш или раѓаш, не знам како беше. Тоа ми е мене број 1. Мислам, јас се согласувам со сите овие прашања, но меѓутоа мислам дека денеска е навредливо ти да прашаш некоја што мислиш, нели, или кога треба да раѓаш, ајде време ти е. Не знам, мене ме вадат од тие уште размислувања, затоа што
Прво, не смеш да се осудиш на некоја жена така да ја кажеш затоа што ти не ја знаеш незината позадина, ти не ја знаеш незината приказна. Може жената не може да има деца. Замисли како таа ќе се чувствува. Затоа што знам еден таков пример за една моја блиска пријателка и едноставно не ми паднало мене убаво, иако јас не сум директно засегнат. А и генерално во нашето општество гледам дека тоа никако да исчезне. Нема граница тука. Возрастните генерации цело време прашуваат колку години имаш? Пример 30. 30 стара мома. Знаеш, останало тоа уште стара мома. Како бе тоа Знаеш, за порано беше стара мома. Може да додадам едно Ели прашање? слободно. Во листата? Колава сама си ја купи или од маштија? Патувањево сама си го плати И или те имаш финансираше спонзор? некој. Така е. А лиштава што ги носиш Чантата, брендирани, да. колку чинат? Ги заработиш? Од наставничка прашањето, плата да. живееш или не живееш? Значи не е едно малце повеќе се. За мене е тоа понавредливо заради тоа што буквално ја понижува, го понижува знаењето, интелектот, способноста, капацитетите на секоја жена да заработува, да изгледа добро. Годините и не менуваат веќе никаква улога, ако ги кажеш што, ако ги кажам колку кила имам или колку години, тоа е твоето лично мислење, ама омаловажувањето дека некој треба нешто да ти даде за ти да бидеш комплетна жена, мислам дека во денешно време е понавредливо за мене. Така? Маја? Значи, кој е најнавредливото? Јас сложувам со Јелена, затоа што имаше исто таква ситуација, каде што за мене искрено сите прашања биле отворени и никогаш не ми биле проблем да ми ги постават. Меѓутоа, исто една блиска особа во таква ситуација се најдов и го сватив тоа, дека навистина го повредува, ама го сватив кај моја блиска особа и токму поради тоа сметам дека тоа прашање, бар во денешно време, порано не било така, меѓутоа во денешно време сметам дека не треба да се поставува прашање кога ќе се омажиш, кога ќе се ожениш. Ти го поставуваат тебе, е така, ти го поставуваат прашањето Јас го или? поставував и се доведов во една многу незгодна ситуација и тогаш го сфатив дека више не треба, искрено најдобронамерно тоа сум го поставила, не дека сум имала некаква цел, меѓутоа сметам дека кај луѓето тоа е многу веќе навредливо и не треба да се поставува прашање. Така, добро. Вики, сите од овие од листава, да не ги поставуваме. Па нема потреба, затоа што јас сети како повозрасна од моите овде соговорнички и другарки, пријателки сеа нови и постара. Значи, тоа тука никаде не пишуваат годините. Сите сме исти. Значи, јас никогаш не сум криела, со тоа што јас секогаш велам. Зошто да не ги кажам колку години имам? Затоа што јас се гордеам што ги имам тие години, а вака изгледам. Така. Да. И тоа е кај мене закон. Значи, јас ништо не крием, еве. И со искуството, значи со животот што сум го живеела, и значи многу таблоиди што е пишувано за мене, нешто било искрено, она што сум го кажала, нешто е филувано, па е направено они како што сакале. Ти поставиле тебе, ти поставиле тебе такво прашање, ќе се надоврзам на Елиот, типот е сега кој ти ја даде титулата или ја добила титулата заради тоа и тоа. Па јас се ви нашла кажам, во ситуација. скоро имав многу незгодна ситуација на Facebook нашиот, така да многу незгодно се чувствував, ама јас велам вака, биди на моје место, дојди на моје место, живеј го мојот живот. Тогаш ќе ти, да, тогаш Добро, ќе знаеш заради што како беше, сум. пошто не знам која Мојот била. живот е мој проблем, е мој живот, само мој. Разбирате? Јас, бидејќи имам разбирање од мојава фамилија, од моите деца, тогаш мене воопшто не ме интересира од сите тие што мојава ќерка ги вика пациенти. Аха, значи не ве интересира мислењето на пациентите. Ама јас сум отрпната веќе, злато. Значи, многу години е ова вака. Сега, ајде да прашам како вас ве воспитуваа? Ве воспитуваа како да бидете татини принцези или ви викаа ти си ќерко татин си? Имаш сестра, затоа Елена тебе те гледа. Затоа што јас сум првородена, не знам, некако мислам дека родителите поинаку се поставуваат со првите деца кои што ќе се родат и некако баш се они татин син, значи и татини принцези на крајот од И двете. Мислам, јас дека сум прво дете сум ја почувствувала нели таа љубов што се дава на првото дете, детето се да има, се да го сликаш во што и да носи, секој роден ден забава. Не знам, значи буквално се одбележувало се за мене. Некако нели второто дете викаат, нели реприза на прво здраво. Да живи здраво. Да живи здраво. Значи јас со второ да си молчам. Ја не
Маја второ си. Јас сум второ да Јас била принцеза од дете. Ама, мислам, ние сме пораснати сега ако зборуваме за ова кој што го начна, ние сме растени, мислам дека во други времиња, барем јас сум растена со оглед на што сме нели повозрасни, не сме сега оние модерни генерации, каде што, например, нашите мајки не одгледувале на многу поразличен начин како што сега денешните мајки, мислам дека ги одгледуваат децата. А што да кажам јас? Имале подомаќински пристап, нели, ние сме ги гледале нашите мајки како биле домаќинки, како работат, мислам, јас зборувам нели за мојот случај, не значи дека е тоа исто кај вас. И нели ти, барем јас во животот сум сватила дека јас не сакам да бидам тоа. Има луѓе кои што во тоа се претопуваат и тоа сакаат да бидат и да станат затоа што тоа го гледале. Јас изградив некој револт спрема тоа јас да бидам жена која што треба да му служи на мажот. И јас сакав да отскокнам. Пази што збориш, но душе не те разбира. Збориш Не, сега секако не зборувам за тоа, зборувам за тоа дека нели жената не сакам да бидам жена која што ќе му робува на мажот и која што ќе прави се што треба да каже мажот во текот на животот. Добро. Затоа што и плюс се смени другите времиња, мислам секако дека треба да се почитува мажот. Нема збор за тоа. Меѓутоа сега не е само мажот на светот. Добро, ајде да видам. Имаме ли тука татина принцеза некоја или не? Па ја како второ еве татина принцеза. Маја е жива и здрава, да е жива и здрава. Што значи тоа? Значи како те воспитуваа дека треба да се бориш низ животот или баш да бидеш принцеза, значи? Па и да се бориш и да си принцеза. Значи во одредени ситуации имало каде што навистина треба да се бориш. Пред нели сум воспитана во едно традиционално семејство каде што имало големо разбирање и љубов и почит и кога било модерно, било сепак нели она традиционално, за разлика во денешно време многу модерни станавме од секој аспект. Така да јас сум била татина принцеза, но сепак до одредена граница, да. Одлично, добро. Ели, имаш ти две принцези дома или имаш Керко, ти си татин син? Мислам дека треба да ги поделиме работите пред интернет и после интернет. И тука има голема разлика во воспитувањето, затоа што како што кажа Јелена, начинот на кој што ние сме биле воспитувани, вредностите на кои што сме биле учени, да, не дека животот не штедал во одредени ситуации како мачки сме морале да се снаоѓаме нели и сами, меѓутоа сега децата се навистина оставени на ветрометина и што и да решите вие како и да сакаш да ги воспитуваш ти децата, едноставно не можеш да го сопреш влијанието што доаѓа надвор од семејниот круг на воспитување и јас во еден период од животот сватив дека јас моите деца треба да ги воспитувам да сами можат да проценат што е добро, што е безбедно за нив. А што се однесува тоа принцези, ние сакаме од децата да правиме, посебно од девојчињата да правиме принцези. И јас имав една ситуација кога малата ми рече: "Те молам, престани да ме облекуваш во розово, јас сум човек, не сум колаче." И од тогаш и навистина детето е сосема поинаков карактер, значи никогаш во животот розово не облече, значи секогаш е така некој по-гранч раздрпан тип на, ама си има своја стил, да, своја индивидуалност, свој. Така, затоа и го поставив прашањето. Свој карактер. Затоа и го поставив прашањето дали буквално со тоа што ги нарекуваме татини принцези, односно нели ете ги облекуваме, некако им кажуваме дека вие треба да бидете принцези, па да чекате принци така натаму. Да, животот нема да ги штеди, затоа што ќе налетаат на првата да не речам пациент. И тука ќе им биде сурово будење кога ќе сватат дека луѓето не се тоа време и ова време е многу различно. Не може да се спори и од времето на кумата. Да. И твоја. Дупла кума. Може ќе не биде кума. Пристапот до интернет на сите кон секого, мислам дека го менува. Дури колку и да сакаме да ги заштитиме, не треба да ги штитиме толку многу, туку треба да ги научиме да бидат спремни да се. Ние треба да се научиме затоа што нас не научале. Ние сме биле под чадор дека не штити семејството, дека не штити таткото или мажот во семејството. Меѓутоа не е така. Добро, во моје време било сосема друго. Затоа што тогаш немало принцези, немало, значи тоа е нормално, било дете да имаш, или во моја, за жал, фамилија се случувале трагедии, останав само јас и многу ми посветуваа внимание, посебно татко ми, затоа, значи, можам да кажам дека бев татина принцеза. Тој се одобруваше затоа што и неговата професија беше таква, психолог. Значи, затоа ја поаѓајќи од себе,
што мене ми недостасувало и што требало јас да доживеам во моите млади години. Јас и млада се омажив на 18 години. Значи дека моите деца се сосема поинаку воспитувани. Им дозволував да самите резонираат што треба, што не треба. Затоа денеска се моите деца, јас можам да се пофалам дека се многу воспитани и нивните деца се сега исто моите внучиња многу воспитани. Јас сум среќна. Одлично. Горда. Сега, добро. Ајде сега да се вратам од почетокот на емисијата. Значи, генерално, секаде кружи тоа. Ако некоја жена е успешна, ако добро се однесува, ако има успеси во кариера, уште и ако има деца, дека е жена, мајка, кралица. Генерално, дали тоа е привилегија, кога некој така ќе ти каже, или е на некој начин обврска, да мораш да ги исполниш сите овие три, да речеме, кои што се, нели, да бидеш и сопруга, да бидеш и мајка, да бидеш добра и на работа. Дали става некаква обврска тоа? Ајде, кој ќе ни Само одговори? тоа што го зборуваме, мајка, жена, кралица, а го немаме татко, сопруг, крал, Така? е ставање на обврска. Значи, наметнување на некакви стандарди кои што ние мораме да ги оствариме. Не мораме ништо. Мораме да бидеме среќни. Само толку. Фантастично. Да го Ајде. кажам, затоа што и жената, и мајката, и кралицата, ако ги разделиме, сите имаат една цел, да бидат среќни. Точно така. Фантастично, добро. Така, како што кажав Така е, јас. точно. Така, Значи, треба да си успешен и во мајка, и во жена, и во кралица. За да си успешен, треба многу работи да ги завршуваш. И не само тоа, тоа е голема привилегија у животот, некој да ти ја даде таа титула, да си мајка, жена, кралица, затоа што навистина премногу работи треба да се извршува за тоа да го постигнеш, и тоа е голем комплимент некој кој ќе ти каже ти си жена, мајка, кралица. Одлично. Само јас кажано. можам да ви кажам препорака, значи да се радувате и да го животот. постигнете она што јас сум го постигнала. Одлично. Имаме одличен пример. Фантастично кажан. Сега сакам да позборуваме малку и за предрасудите. Генерално за секој од вас или некакво мислење има, си ги знаете и самите. Меѓутоа јас ќе ги прочитам, на пример Маја, кога мислам дека се спомнува, нели, од каде манекенка пак во школа, нели? Се случува, ми си ги слушнала тие критики и коментари. Кажи ми како се однесуваш? Предрасуди имало и ќе има, не само во нашето општество, туку и на глобално ниво. Реални да сме и ние не можеме да го сопреме тоа, затоа што луѓето имаат некаква замисла за некоја особа и која што треба да ги исполни нивните цели, а ние не сме тие кои што треба нивните цели да ги исполнуваме, него ние сме индивидуи кои ние сами знаеме што сакаме и кон што стремиме. Така да сметам дека ме повредуваат само оние мислења од блиските луѓе кои што вистински ме познаваат, затоа што на вистина тие луѓе ми мислат добро и на вистина знам дека они сакаат, они ми мислат за мое добро, а се она не само и јас како јавна личност и секој човек треба да го постигне тоа, да ги надминува тие коментари, да не го допираат. Така, добро. Значи, Значи, јас Вики, веќе кај го- тебе јас веќе имам го- коментари, да, да. добро. Имам генерално коментари заради тоа што и си доживеала нели трагедија во семејството и генерално кога Значи, често пати кога ќе кажат нели манекенка па наставничка, не сум наставена наставничка затоа што сум манекенка. Значи јас сум дипломиран оделенски наставник, магистар односи со јавност и веќе во образованието сум 15 години кој што сум докажана како одличен наставник и мислам дека е смешно кога тоа ќе се искоментира. Тоа е вистинскиот Тоа е одговор, вистината, така. Да. Вики, само ќе те прашам тебе заради тоа што си доживела нели трагедии, си останала и без партнер. Генерално и замеруваат на жена кога ќе продолжиш со животот кога ќе го изгуби партнерот. Така? Значи што се случува во тие моменти? Тоа е тешко и смешно прашање. Зошто е? Например, тешко е зошто ме прашуваат, например, еве изгубен партнер, онама, зашто не ме прашаат како сум, како се чувствувам, што ми треба. Значи, јас не сум еднаш само таткото на моите деца што го изгубив, значи ја го изгубив и вториот партнер, али тоа за жал се случуваше после разводите, а некако што пишуваат таблоидите, јас ги умрев. Замислите, па знаете кој проблем го имам сега? И двајца ги умрела и третиот сега сака. Ај сега, кажете ми го вие мене ова.
затоа сум малку повлечена, затоа имам поддршка од моите деца, па и дај Боже нека се појави третиот. Може ќе биде среќен, нема да умре. Кај да знаеш, треќа среќа. Вики, ама етикети имало и има, не треба да Со дозволи. насмевка. Јас заклучувам дека со насмевка треба да ги решаваме работите, нели? Да. Па не, кажувам како што е, Јас значи не е сметам точно. дека треба да дозволиш третиот да дојде, затоа што етикети имало и ќе има и не треба да дозволиш да те добрат, затоа што ти си успешна мајка, Па жена, кумашинке крави, Ако моите, ако не се испакуват, нема кој. Добро. Среќа, среќа ќе кажеме. Ајде, дај Боже. Ајде, Ирлија, нека биде. Јелена. Што е чудо? Чудно е што и моите деца истото ми го мислат луѓе. Па така да. Абе вика, зошто нема, зашто тебе ти треба партнер, тебе ти треба друштво. се појави. Сега е најмлад највеќе очекуваш ми Вики треба кога ќе мене дојде. сега друштво на овие години луѓе. Ќе те прошета на кај Јас столу вика, кумашинкава. Викенд. Да. Да. Абе, Земно вручите ќе треба да ги соберам сите пет, например, ајде големата веќе е 19 години, економски факултет студира. Ама овие другиве, бабо, кога ќе дојдеме? Како бе 4 да имав партнер, да ми помагаше, па немаше да ги пуштам на моите снајки. Ке се појави, ајде. Јелена, за тебе генерално предрасудите, мада и коментарите ти сама си ги читаш на Инстаграм, меѓутоа воопшто не им остануваш должна, нели? Кои се тие најчестите коментари кои што ги слушаш за себе или кои што не знам, би тоа се предрасуди, не те запознале во живо, меѓутоа си носат некаков суд. Тие ми се па најубави коментари кога ќе ми кажат леле, јас од тоа што читам на интернет за тебе, мислев дека си со носот во облаци, ваква, таква, а после всушност сватив дека нема врска и тоа навистина мене ми е многу драго и не зборувам само за себе, туку затоа што и јас сум била личност која што критикувала порано некоја личност друга и кога сум ја запознала сум рекла и сум ми признала, значи да не ја именувам, сум ми рекла јас за тебе какво мислење имав, едно кафе испив со девојката и ја засакав најмногу на цел свет. Ето така. И тоа го сватив дека, мислам, тоа сите луѓе генерално треба да го сватат. Плюс ние сме јавни личности. Нормално, видете, ние живееме во мала земја, мало општество, ври од предрасуди овдека. Мислам, на секаде во светски рамки има, ама ние дека сме мала земја, па тоа е што и да направиш и најдобар да си, обавезно ќе има некој пациент до ние на Вики што ги кажува, кој што си има свое мислење, некој со став од 19-тиот век ги користи бенефитите на 21-тиот век, отвара Facebook и куца и кажува се и се што. Генерално мислам дека се согласувам со тоа што кажа, дека предрасудите сите ги има и јас мислам дека тоа се лични ставови. Јас ако се чувствувам убаво, јас ќе проектирам се надвор убаво. Ако нешто не ми е убаво, секако дека се ќе ми смета. И тоа мислам дека е до луѓето, затоа ние не смееме тоа лично да го сваќаме. Так. Нема ништо лично. Така да јас одлично се носам со тоа. Не сакам да возвраќам на никој, тоа сакав да те коригирам малце за тоа што кажа дека не им останувам должна. Можеби порано било така, а сега баш од едно убо ми влезе. Добро. Новата. Ја убаво кажав, што Си не прави свое. Така. Јелена е на next level сега. Да, Ели, дали успехот на жена генерално многу помалку се оправдува, да речеме, или се простува отколку кога еден маж ќе успее? Да, успехот на жената секогаш се бара позадината на успехот на жената. Кој помогнал, кој стол зад неја, лесно е неја, татко е бил ова или мажот е ова или не знам. Значи секогаш мора некако на луѓето да им е полесно вајде за да си кажа дека некој друг тоа ти го сработил. Така што да, мислам дека во нашата средина многу потешко се прифаќа успехот на една жена, ама и мене исто како Јелена, мислам не ме допира од влегува во другото излага. така. И истото она што го кажа и Маја, па од друга страна па не ме интересира кој што мисли за мене, кој што кажува за мене, но ми е важно мислењето на луѓе кои што ми се драги. Ако некој од најблискиот круг на луѓе кои што се потпирам, кои што ми се за солниште во животот, нели метафорички кажано, ми кажа дека има некаков проблем во моето однесување или гледа промена во мојот карактер, дека тоа ќе го сватам сериозно и тоа ќе ме заболи. А некој што ќе напише на Facebook или на Instagram, мислам Фантастично. Јас мислам дека сега можеме да одиме на поговорки и на цитати. Овде во овој сат имаме поговорки и цитати. Ајде, Маја, ајде од Елена ќе почнеме. Не, слободно, извлечи си кој. Извлечи си. Извлечи си. и прочитай си што сакаш. Со своји зборови кажи си. Ајде, Маја, што пишува? Се јас прва. Така, до мене Па си. пореци. Да, ајде.
полесно ќе стопите железо отколку што ќе ја совладате тврдоглавоста на жената. Па во денешно време жените се повеќе се тврдоглави. Како старееме, така... Па се сложувам со ова, мислам дека е така. Добро. Тврдоглави сме. Дали сме? Мислам дека сме. Да. Малку повеќе. Вика, за да биде незаменлива жената, мора секојаш да биде малку поинаква. Коко Шанел. Опа. Јас секогаш се трудам да бидам поинаква, никогаш иста. Затоа сум, велат, со позитивна енергија. Нели, позната сум како таква и се трудам и да останам таква. Тоа е една големина величина на човек. Добро, одлично. Ова е една доста интересна реченица, Што никогаш вика? претходно ја немам прочитано. Може сите да се вклучите во коментар. Вели, жената е како сенка, ако трчаш по неа ќе се помести, а ако трчаш пред неа ќе трча по тебе. Види, Како ќе го ова искоментираш? како да го Значи, по жената, кога се трча, жената бега затоа што не е машко што трча по неа. Да. Значи, мислам дека жените никој не е ајде сега ние се тука ќе правиме за тебе и ќе ти се фрлам јас под нозе. Мислам дека ни една жена Ама некако во одреден период од животот влегуваш во фаза во која не сакаш више бранови. Туку сакаш малку мирно море да не ти бранува и тој дома. Затоа што животот те шамара од сите страни. затоа што единствено има ваш дома. Има да се осмести. Само е она со маш дома, ние сите сме слободни, не знаеме. А ова ако трчаш пред неа, па ќе трча по тебе. Ако си па не заинтересиран, па ние тие ги сакаме недостижните. Ајде се. Али сепак ќе кажам, убаво е никој да трча, секоја жена сака да трча, да ти... Мала дигресија. Некој да трча по тебе. Имаме тука нешто, давајте. Што? Давајте овде нешто имаме, да еден видиме. подарок, брзо, кај е подарок? Едно изненадување. Некој да трча по тебе. Ајде, ја По тебе. тебе. Види, кума, бргу ќе бидам, ама. Ова е за... Ова е за... Ова е за Маја. Па да излеземе ние. Ова е Маја стигнато анонимно. Значи, Ја не колку знам рози дали само е избраги, трчање Маја, понекако колку или рози трча по се? тебе, повели. Благодарам, на вистина си изненадите, не очекувам. Да ги изброиме розите. Ајде, Вики, брои како Ја кума да бројам. повели. Може да ги вака да ме сликате на пример со Еве, на него. вистина е убаво Ама да кога ме трчаат фати по Маја. тебе. Ајде, повели Вики да те Чекај, фати чекај, Маја. Маја. Не ти Маја, да ме фати Вики Маја. третиот го чека да ја фати за третиот. Е, вака, дај Боже да ме фати Маја. Чекај први ни ја вториот, Вики, чекај вториот. Маја за рака. Фати ја Маја. Маја ја фаќа за Не, рака. бе. Абе, чекај, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Како 10, учениците, 11. сите се на број. 11. Ајде, Ајде. не, како фати. Вики не не тебе ти Јас ќе активам Miley Cyrus, I can buy myself flowers. Не, ама зашто не те фати Маја? Од мажот да добиеш. Не мора. А, добро. Чекај, Ама како ја Нешто ќе бара некоја противузлика. Нека фала. I can buy myself flowers. Ели ти Нека седи ке чека. мирно море, гледаш. Ели да ја слушнам, што рече Ели? I can buy? I can buy myself flowers. Ја цитира Miley Cyrus. Добро. Ова и се случи на уште една гостинка кај нас, значи Марија Плевнаш. Тука изгледа ова место е добитно да А знаете. затоа ти тука ме сете. Елена, ти требаш Ја ќе сетам тука. Договорено. да се промениме Да заклучам. Кажи ми, знаеш од кога е? Не, на вистина не знам од кога е. Нешто оваа недела многу вакви изненадувања пристигаат и не знам од кога. Не предпоставувам, ама не знам. Еве нема тука некоја порака. Може би има А треба мука е да си подлабоко треба на предпоставаш дома и подобро да не знаеш да не се разочараш. Не, чекай да прашам, да не има некој дете ниска оцена во школа па да не од некој родител, а? Не? Не знам. Добро. Не знаат дека сум гостинка денеска, така да не знаат дека ќе гостувам, ова е од некој Во секој случај дотичен. фантастичен. Значи, кумата прво ќе јадеш. Значи, кумата прва Елена, гледаш убаво е вака која трча. Значи со сенката. Одлично. Добро, да продолжиме таму кај што застанавме. Ајде, Ели, ајде. твојата поговорка што вика? Да, ова вика, залюбената жена не може да биде разумна. Ако е разумна, веројатно не е залюбена. Маја вест. Си го Така е, поминала. ама тоа важи и за мажите. Има една уште подобра поговорка од Маја Вест за жената, вика кога сум добра, сум многу добра, ама кога сум лоша, сум подобра. Така ли е. Добро. Јас сега ќе побарам тука мала пауза, чисто да провериме од кого е овој букет и ќе се вратиме и ќе ви кажеме дали сме го нашли одговорот. Само нека
прозвучи нешто конкретно. Еве се вративме, за жал се уште останавме на анонимниот доставувач и анонимниот испраќач на свеќето. Значи, обично жените ги критикуваат кога ќе влезат во машки професии или најмногу се изложени на јавни критики кога сакаат да се занимаваат со политика. Моето прашање е, дали политиката е за жени? Апсолутно. Секоја професија. Примерите што ги имаме низ Европа на жени лидери покажуваат драматичен раст на економии, на имидж на самата држава. Погледнете ги скандинавските држави. Значи Ангела Меркел и Германија, мислам, тоа... Добро, што е проблемот тогаш со Македонија, каде што немаме ниту една жена на највисока... Менталитет. Само менталитет, ништо друго. Менталитет, Престиж од машка И предрасуди, дека она нема да биде успешна во тоа поле, дека нема да ги доживее целти. омаловажување на женскиот... По сите можни основи омаловажувања, од изглед до... се, до семејство, до кариера, до... Кажи, Елен, се размислуваш? Да, размислам, но мислам дека тоа ќе се смени за неколку години од сега. Мислам дека уште сме во тој менталитет каде што мажите нели се политичките фигури во државата, но мислам дека полека, затоа што нели кај нас треба години и години да поминат за да прифатиме ние нешто од светот. Мислам дека од прилика еве за 10 години нели да Немојте до 100. Дајте да си поделиме функција тука ние владата на жените. Ако ние сме Ама жени, мислам дека жена може да ја среди државата. Гледам дека до сега ни еден маж не ја среди, видете кај сме. Редно време више да настапиме ние. Па как? Време. Зашто? Дајте кој ќе биде зашто министер? Вики ти зашто министерка се пријавува? Јас за туризам ќе бидам. За култура. Ќе ги секој викенд у Солун. Јас за култура. Ја образование. За образование, Ели? Надворешни работи. За надворешни работи. Никој друг не може да збори додека А јас ти не знаеш. Па јас за спорта бидам, може ли? ќе бидеш премиерка. А, може и премиерка, фала многу. Епа премиеркава да ви каже сега нешто. Седнете на место. На состанок. Ќе ги решиме проблемите во После ќе ги државата. прозиваш мажите. Стани да те видат. А, да, ти не си завршил. Имаме и мажи во влада. Стани да те Кој е за? Да, донесеме заклучоци сега на оваа владинава седница, составена само од жени министерки. Значи вака, што треба да направат жените или со што да не се замараат за да бидат посреќни? Од типот да не се замараат со тоа како некој друг изгледа, да не се замараат, например, дали ќе изгубат некого и така натаму. Значи, со што не треба да се замараат жените дека ќе им се случи за да бидат среќни? Јас не знам со што не треба да се замараат, но знам со што треба да се замараат, а тоа е со себе. И единствено со себе. Затоа што јас се познавам себе си најдобро. Никој не може да ме познава мене, јас како што се познавам себе си. Јас како што каже Ели, ако нели сум млада, здрава, ако читам, ако се едуцирам, ако сакам да инвестирам во себе, морам тоа да го направам. Јас знам дека ќе просперирам, дека ќе бидам успешна личност. Значи се замарам со самата себе. Јас и сакам да го правам тоа. Значи тоа мислам дека единственото нешто кое што сите ние треба да го правиме. Сега ние во какво општество живееме, буквално мислам дека па сите обратно го правиме. Никој со себе не се замара затоа што тоа е страшно, трагично, ти треба влезеш во себе, како си пораснат, кои ти се траумите, кои ти се стравовите. Не, тоа е многу комплицирано. Мене ме интересира Снежа зашто се облекла на емисија, што се занесува Маја, Ели што кажала. На нас е сето тоа полесно, point fingers, и тоа мислам дека ни стана омилено хоби. Затоа сме тука каде што сме. Ако се замаравме со самите себе си, мислам дека оваа земја ќе беше многу поубаво место за живење. Добро. Еве јас таман можам да се надоврзам. Туризам, ајде министерка. Јас можам да се надоврзам со што не треба да се замараме со субјективното мислење на другите луѓе за нас. Значи има објективни мерила кои што ќе покажат нашата успешност и во професионалниот дел, значи во било која сфера, во било која професија има факти кои што ќе докажат дали е некој успешен или неуспешен, значи баш објективни анализи да се направат и исто така во приватниот, но во приватниот дел повторно никого не го интересира како јас живеам. Битно е да јас сум си окей со себе. Одлично, министерката за образование, што ќе каже? Треба да се замараме, како што кажа
Елена, значи ја нешто комбинирано од двете. Ако двата ресори, нема никаков проблем, може се е тоа дозволено. Не, значи навистина треба да се замараат за себе, односно да се срекни, исполнети, да се надоградуваат, да се едуцираат, тоа е најбитното во животот, а не да се замараат со предрасудите, со етикетите што ќе ги кажат за некого и да се горди на тоа и само да ги дофилуваат, да ги прошируваат и да ги омаловажуваат останатите. И со тоа луѓето се исполнуваат. Сметам дека навистина треба секој да гледа за себе, да е среќен, исполнет и да е кралица сама на себе. Добро. На крај завршниот збор. На крај јас завршниот збор, значи поаѓам од самата себе си. Искуството си го прави своето. Кога бев млада ми вика Вики биди добра со сите. Ја бев добра со сите и испаднав најголема будала. Значи, затоа што си добар и затоа вика добриот, искрениот и будала ги дели само мала цртка. Тоа ни беше претходната емисија. Така, па не знам сега што било претходната, ама јас сакам да кажам, откако си посвети внимание на самата себе си, многу ми е убав животот. Одлично, добро. Па сега јас како премиерка ќе ви доделам подароци затоа што фантастични заклучоци дадовте и треба да тргнеме во работа, нели? Од тука да освоиме државата. Да ја средиме државата, него што. Значи таму имате веќе подароци, тоа се од нашите драги пријатели, нашиот генерален спонзор Меркур. Еве тука имате вагичка за мерење на храна. Ова е за тебе. Повели ги имате сите истите подароци, витамини, минерали. Не, како ми требаше вагичка, да знаеш. Од треска сакам да кажам. Најмногу ми требаше вагичка. Браво, затоа што си кажа да вагичка. А мене вагичката ми е се очите. Така да мене вагичка баш не ми треба. Ајде да мериме, моите очи и вагичката исто ќе испат. Така, овдека имаме витамини и минерали, да бидеме здрави, да не биде здрава владата. Некоја доматинка треба паста за чистење, значи оваа паста чисти се, да, ќе проверите. Ако не чистите вие по дома, може да ја подарите. Значи тука имаме исто така еден гел кој што е, нели, ако имате воспаление на мускули, еве на пример, Јелена, кога вежбаш, секако, ќе се намачкате, ќе видите дали функционира. Имам уште еден нов производ, тој е Hyper Lady, генерално е за намалено либидо, терапевски производ е, значи се нанесува површински, ќе проверите, значи за добар сексуален живот. Да. Ова е нешто ново. И ова го имаме, рековме. Абе, видете, и тоа е здраво, за здрава влада. А јас реков ова ќе го подарам на мојот син музичар, Нико, кој секој викенд свири во ресторанот Пинк. Па ќе го обеси ова и еве реклама за Пинк. Се погодило. Ќе продолжат муабетите и понатаму да кажам дека за мојата насмевка, може и за вашата насмевка, да биде задолжена Вега. Сите оние работи кои што ги прават во Вега, можете да ги проверите на vega.mk. И сега мислам дека и официјално можеме да ја затвориме оваа седница владина. И одиме кафана. Нели? Донесовме Господи министерки, да не поздрави. Да, господи министерки, вољно. Поздравки од нас, министерките. Поздравувам, се гледаме следната недела. До најводителка. Фала ви.